Не се согласува како? Не се согласува. Па не гласаше. Па зошто требаше да направи? Не гласа на ВМРО ДПМН. Добро, зошто тогаш луѓе, ама направија кворум. Зошто луѓе на кои делата им се застарени според тој кривичен законник, да, требало да се осудени, биле предмет на судски постапки, ги назначува за актуелни носители на функции во своите редови. Каков пример е тоа за борба против криминалот и корупцијата? Ете сега, борбата против криминалот и корупцијата е нешто што пример даваме? ВМРО ДПМН своите состаноци се уште ги држи во Белата палата, која треба да е конфискувана, имотот е замрзнат. Таа зграда сега треба да е конфискувана од страна на државата. Зошто да е конфискувана? Па зашто е предмет на судска постапка и замрзнат од страна на судот имотот. Завршена ли е таа судска постапка? Да, и пресуда има ли за таа судска постапка? Замрзнат имотот и пресудата е дека кој е конечноста на судската постапка? Дека е нелегално се на апелација или не знам што така. Значи не е конечна. Немојте да носите паушални заклучоци. Нелегално, ама замрзнат имотот. И вие одржувате состаноци во замрзнат имот предмет тоа кога ќе биде криминално стекнување. И се зборуваме за правда. Имате носители на функции. Конечна пресудата, вака сега, презумпција на невиност има во секоја работа, па и дури кога се работи за настапите на ВМРО ДПМН. Кога имате конечна пресуда, тоа ќе биде изнесено во јавноста на пресконференција од штабот на СДСМ. Ја нема таа пресуда. Значи тоа е фикција, тоа се зборови паушални за Добро, за да не се разводни да заокружиме темата. Кажавте што мислите апропо работата или не работата според вас на Коцевски. Ке се бира нов јавен обвинител во догледно време. Се уверува дека ќе биде на јавен оглас и дека конечно на Македонија е потребна транспарентна постапка. Дали вие сметате и каков профил според вас? Споменав и во тој нов закон за избор на јавен обвинител и генерално за јавно обвинителство. Претходно се спореше терминот истакнат правник, треба да се сменат некои одредби за да има што подобра конкуренција. Дали верувате дека конечно во Македонија може да биде избран јавен обвинител, од кој што едната или другата страна нема да се сомнева за партиско-политички влијанија, да е имун или на бизнис интереси или на ова што досега го зборувавте? Ајде, повелете. Ево, од моја гледна гледање како треба да изгледа изборот на јавен обвинител и исто така и за судиите. Значи, тука е таа категорија истакнат правник, секој човек во својата општествена дејност, во делот на правосудството, тие луѓе имаат своја CV, имаат своја биографија. Се знае кој што како судел под еден или како обвинувал. Точка 2. Колку предмети сработил во текот на својата кариера, колку трудови напишал научни во тој дел што ги сработил, ако има научно звање, со што се докажал во својата фела на одредени состаноци, симпозиуми, семинари, било каде. Сето тоа што го сработил, тоа категористичен правник, се истакнат правник, се однесува на сето тоа што го говорам. Значи, не може некој човек кој што бил општински обвинител, или не знам како се сега структурата, кој што работил исклучиво некои дела за некакви прекршоци до некоја одредена сума на вредност, да дојде за јавен обвинител на Македонија. Тој треба да биде човек кој што имал толку многу број на предмети, кои што биле успешно завршени, јавно, значи нивното обвинението било докажано, има и доказ за тоа колку биле прифатени од судиите, колку биле одбиени, исто така и за судиите. Кој судија во судскиот совет на таа пракса да се именуваат стручни соработници во членови на судски совет, како истакнат правник, дозволете, има судии кои што суделе 4000, 5000, 8000 предмети, има судии кои што сега во пензија, тоа што е во пензија не значи дека не може да биде избран за судски совет. Има луѓе чии што пресуди се потврдувале со начален став на Врховен суд. Има судии кои што докажале дека се успешни судии, кои што знаат, кои што напишале научни трудови, стручни трудови, работеле во комисии, работеле многу за напредокот на македонското правосудство. Има такви квалитетни судии. Ете тоа се категориите кои што треба ние секако дека токму стручните соработници, категоријата. Таму имате во судот стручни соработници кои што сработиле 5, 6, 7 000 предмети во 20 годишна кариера нивна. И тие стручни соработници не може да конкурираат за судии, затоа што сега со тоа е реформата во кривичниот закон, тие имаат своје CV, имаат своја биографија, треба некако да се најде модус заедно со Академијата на судии, тие да бидат вклучени по некоја брза патека,
Затоа што некој што доаѓа до академија нема пресудена ни една пресуда. А тие стручни соработници работувале со врвни суди, со добри суди кои што добивале пресуди и треба да бидат избрани како судии затоа што веќе се верзирани и имат познавање од правото во делот на судиската фела. Ете тоа се реформите кои што според мене таа категорија истакнат правник треба да биде со докажани, значи квалитативни мерки кои што кажат кој е тој човек со име и презиме и последната работа која сакам да потенцирам имотната состојба. Јас секогаш тврдам, не е тоа ветинг, туку да се тргне. Тој човек кога стапува на функција има една имотна состојба. Например, јас сум бил на 5 функции, 10 пати сум потпишал кога стапам на функција и кога излегувам од функција. Имотната состојба е многу важна категорија за секој човек што се бира на такво место. Кога бил избран за општински обвинител, за виши обвинител, сега за јавен обвинител, треба да се утврди што поседувал пред 10, 15, 20 години, што поседува сега, за да може квалитативно да каже пред граѓаните со квалитативни показатели, не со квантитет, со квалитативни. Јас сработев тоа, ги сработев тие предмети, имам таков успех и на база на тоа мојата имотна состојба е безпрекорно чиста. Тогаш дури тој човек ќе биде квалификуван за јавен обвинител, судија и ред други совети обвинителски или судски. Теоретски ова се убаво звучи, меѓутоа во пракса малце поинакво. Сите знаеме каков јавен обвинител ни треба. Законот ти препишува кои услови треба да ги исполнува, да е 10 години во јавна обвинителска служба или да бил судија во кривичен суд, да има позитивно мислење од Советот на јавни обвинители и така натаму. Дај Боже да избереме човек со интегритет кој ќе биде кој ќе успее да остане имун на политичките влијанија без разлика од која и да е страна доаѓаат. Ќе има мандат 6 години, може ќе има смена на власт, може нема да има смена на власт, да го истера мандатот, дај Боже да избереме човек што ќе има интегритет, кој ќе биде имун на политички влијанија, кој јавно ќе говори за потребите на обвинителството, кој ќе постапува и подобрен глас и кој ќе остане имун на политички влијанија од секоја страна. Со искуството што го имаме од минатото, од блиското минато, не така далечно, кога се бирали обвинители, кога ВМРО ДПМН последниот пат било власт, од тефтерчиња чувме, видовме како се бирале. Вие кажавте некои обвинители на кои се сеќавате, сега Бог да го прости, починате Зверлевски, ама го памтиме и тој обвинител, така да јас лично... И тој беше разрешен кога дојде собрание, да, меѓутоа знаеме во кои околности. Јас лично не верувам дека ќе избереме партиски независен обвинител. Зошто? Бидејќи досегашната пракса на ВМРО ДПМН како власт, видите, ВМРО ДПМН сака да се представи дека ова е некој нова ВМРО ДПМН. А знаете, сите си исти, само Груевски го нема, другите сите си исти. Мицковски беше генерален секретар на таа партија во времето на Груевски. И се ВМРО ДПМН како сега да е нова партија, сега формирана пред изборите во 24-та, победува на избори и сега се почнува од 2024-та. ВМРО ДПМН последниот пат кога беше парламентарна власт, знаеме како се бира и судиите и обвинителите. Добро, како според вас сега да дојдеме до чист јавен голос за релевантен избор на јавен обвинител? За јавно обвинителство или, што каже господинот Ѓорчев, непосредни избори за јавен обвинител би било најидеално решение ако сакаме навистина да почне она реформската агенда во Македонија. Да, ајде, повелете па одиме на другите. Знаете што е најтешко во Македонија и најболното? Кога се сведува баш на политиканство. Прво, ВМРО ДПМН е државотворна партија. Учествува на изборите од октомври 90 година. Барем јас од тогаш учествувам. И тоа е, не можете вие да ги сведувате, да правите отсечки. Таа година ВМРО ДПМН лошо владееше, па доаѓа СДСМ, па тие добро владееја, па потоа доаѓа ВМРО ДПМН. Немојте така, ве молам. Тоа се паушални отсеки, млад човек сте, не е така. Значи, државотворна партија. Во 90-та година се знае кои беа државотворни партии. Тогаш беа СКМ-ПДП, ВМРО ДПМН, Социјалистичка партија, Либерална партија, Сојуз на реформски сили. Немојте така. Овој период од 3,5 деценија е градена Македонија како независна, суверена и слободна држава. Повикувањето нападот врз една партија
кој како ги бира судиите. Сега да почнеме да вадиме како за 7 години СДСМ и ДУИ ги бира судиите. Треба се да извадиме. Така. Значи немојте, Треба дај се да да дискутираме за тоа како да биде утре. А тоа како било досега, граѓаните очекуваат. Точно, ама треба да влечеме на искуството. и од искуството од 7 години на Дали е СДСМ факт и дека ДУИ, да. Дали е факт дека во сегашните настапи поготово премиерот и представниците на ВМРО ДПМН кажуваат како се да немаат, како да немаат историска поврзаност со блиското, а не па со подалечното минато на партијата. Едноставно се огради од тоа минато и како се да почнува од сега, односно од 2024, а носителите на функции малце не се сите исти. Нормално е дека Седиме во зградата, вие велите нема конечна одлука, Па нема меѓутоа, конечна. земјиштето е купено за 150 евра, а сега го проценуваат на 8.000 евра. Каква одлука ни треба за тоа? И велиме се е чисто. Ема ние не сме тука да дискутираме сега Не, дискутираме да за судираме пракса. за политичката пракса. примери- Да не примерите се да сведе дебата на тоа, ве оставам да се доискажете, меѓутоа само бидете концизни за... Примерите како сме пристапиле кон одредено прашање пред 5 години или пред 7 години, ни даваат за право да коментираме дека или да се плашиме, еве кај мене, сметам дека ми е оправдан стравот, поради тоа што било пред 7 години, па и за време на овие 7 години ќе отвориме Еве ќе отвориме, еве само едно стравот, прашање. дека Ве нема молам, да дојдеме до поентирајте вистинско околу оваа решение. тема, сакам и за друго да Каде е јавниот поразговараме. обвинител на Македонија? Имавме председател, се вика Ѓорѓе Иванов, кој што јавно ги обвини Заев и Димитров со изјава во јавноста дека промената на името е направена за 150 милиони долари. Каде е јавниот обвинител избран од СДСМ и ДУИ да превземе подаден исказ и по службена должност проверка на тоа дали името е продадено за 150 милиони долари или не е. Затоа јавниот обвинител не е не ја сработи работата како што треба, зашто беше избран од СДСМ и ДУИ и не реагираше на изјава на званичен председател на Република Македонија во тој момент. Кој што Добро, кажа, очигледно имате различни Ѓорѓе Иванов кажа, ставови за беше тогаш. од СДСМ и ДУИ кој беше? за кој како работел, веројатно нема да се согласите. Поднесе за тоа да истражат да видиме, Добро. да он да презентира Ѓорѓе Иванов ќе треба да презентира и докази Ама за требало тоа. да бъде повикан за тоа. Сакам кратко, ајде. Во тој случај ќе треба да се покрене постапка и против Мицковски, зашто веројатно па му дале пари него да не го врати името назад. Не, сега, видете, тој е паушален разговорам за докази. Вие Па, имате добро, ќе треба да подопрен презентира. глас. Вие имате Добро. дејство и подопрен глас. Тоа е тоа. Ве молам, немојте сега По да... мојот дофрен глас нека Кога сме сега имаме уште 10 минути Ајде. за две теми, кога сме се уште кај партии Тацевски, сакав да ве прашам, ме интересира и претходно кога го договарав на вашето гостување, сакав да слушнам еден ваш став сега во моментов додека зборуваме во СДСМ има седница за избор на ново раководство. Вие бевте еден од првите кој што јавно во свое обраќање после изборниот пораз кажавте дека е потребно одговорност, повикавте и лидерот Филипче и целото раководство си поднесат оставки. Сега раководството си поднесе оставки, но не и Филипче. Како го оценувате овој потек внатре во партијата и очигледно не сте тамо, дали разговаравте, дали им кажавте на вашите партиски другари кои се вашите забелешки? Видите, јас моите ставови ги изнесов јавно. Нешто многу простор, бев повикан на разговор од страна на председателот Филипче, не отидов за да не се претолкува тоа како некој пазарење или барање на политички функции, бидејќи кажав дека моите ставови се принципиелни, а не и дека останувам активен член во СДСМ без претендирање, односно без нафаќање на идни политички или јавни функции. Сметам дека ваквиот потек е политички некоректен, благо да се изразам. Целото раководство, бидејќи моето барање беше раководството да даде оставка, председателот Филипче да даде оставка поради начинот на действување на Да, СДСМ што му во замерувате изминатиот период. на Филипче конкретно? На раководството и на председателот Филипче му замерувам во периодот до локалните избори СДСМ на некој начин стана непрепознатлив, се обезличи, односно немаше препознатлива политичка борба. Гледаме дека тоа сега во последниот период е сменето барем во поглед на присутност во јавност и перцепцијата е дека
во овој момент опозицијата е активна. Барем ако земеме во поглед на, се не наблегувам во суштината на активностите, меѓутоа ако земеме во поглед на квантитет на активности, во поглед на број на настапи и во поглед во интензитет на политичка борба, мислам дека е немерливо последниот период од можеби месец дена со периодот од година и пол претходно. Добро. Значи, можело да има политичка борба, зошто и како таа политичка борба СДСМ не е пружила во тој период од година и пол, тоа е одговорност на раководството. И во тој период се создаде перцепција дека постои одреден договор помеѓу представници на СДСМ и најтесното раководство на ВМРО-ДПМН. А таа перцепција се создаде како резултат на политичката неактивност на СДСМ. И така се создаде и просторот левица да заземе значителен дел од опозицијскиот фронт. Гледаме сега дека во последно време тие работи се менуваат, барем во, како што го кажа, од аспект на интензитет на политичка борба, на динамика и теми што се отвараат, меѓутоа според мене политички некоректно, ајде да кажам јас од она што јас го побарав, не дека јас сум го побарал, раководството даде оставка, меѓутоа И извршниот одбор. Да, најтесното раководство даде оставка, меѓутоа председателот не даде. И сега политички некоректно сите да се одговорни, а тој што го создал тимот не е одговорен. Во еден спортски тим, нели, за резултатите прво одговара тренерот, односно креаторот на тимот, па потоа се бара, нели, одговорност во поединци. Сега испадна дека двоецот председател и генерален секретар, дека кои се најодговорни за политиките кои ги презентира и кои ги практикува партијата, не се одговорни, дека се одговорни сите останати. Сега не знам колку, немам информации колку од старото раководство ќе бидат повторени и во новото. Да, имате ли некои информации кои имиња може да очекуваме вечерва? И да тоа е бидат една од избрани? забелешките, ретко кој има информации за тоа, според мои сознанија, и сметам дека е некоректно да се бира ново раководство во еден нетранспарентен процес. Исто така она што беше моја забелешка до раководството и до председателот Филипче директно е таа резолуција за црвени линии, беше презентирана како резолуција на СДСМ без при тоа да е усвоена, презентирана или разгледувана на ниту еден од партиските органи. Не ве праша што мислите ни на за- извршен одбор, ни на централен одбор, а беше презентирана како резолуција на СДСМ и сметам дека значително ги ослаби позициите на СДСМ, односно повторно не доведе на теренот на ВМРО-ДПМН посакуваниот терен за уставни измени, бугари во устав и така натаму, пред локалните избори кога темите требаше да бидат сосема други. Па сега и оваа резолуција за мигранти кога сите се во оставка, не сум против таа резолуција, иако мислам дека истата треба да биде проширена. За крај, токму мислам тоа дека сакав треба истата да биде прашам, проширена, што пак мислите и околу истата резолуција? не знам на кој партиски орган е разгледувана Но и таа не е ни усвоена. поднесена господин Ацевски ни во собрание. Не. Формално правно не е меѓутоа според мене поднесена. треба да се поднесе Добро. и меѓутоа истата треба да биде доработена и проширена. Добро, бидејќи- имаме уште 5 минути до крај. Господине Ѓорчев, оваа тема со мигранти, еве вие имате искуство, се отвори токму и СДСМ на некаков начин секојдневно ја турка во јавноста и прилично гласни се на пресконференции, но она што ми е прашање е кому може да му се верува, кому вие, како ви изгледаат, чии аргументи се поуверливи. Од една страна се вели дека Македонија ќе стане мека на мигранти, постојат тајни договори, континуирано обвинува опозицијата. Ставот на владата и на премиерот е дека нема тоа да се случи. Дали ова е дефокус или навистина треба граѓаните или јавноста да е загрижена? Па не напред јас да го кажам мојот став. Јас право и верувам на македонската влада, на македонското собрание, на македонскиот председател, на македонското правосудство. И значи тука треба еднаш тој дел. Еве сега се покажа BBC монтираните снимки за Трамп. Тужбата од Трамп против BBC, државниот британски канал, за 10 милиарди долари штета нанесена на угледот и на Трамп со монтираните извештаи за Capitol Hill, протестите кога Трамп изгуби 2020 година. Така што не можам да верувам на нешто кои се тие британски таблоиди и новини кои што Добро, The објавија. Times е сепак Што е релевантен. Times? Исто како BBC, може да е монтирано. Од кај да знам? Тие се британци, не се македонци. Добро. Од кај да знам? Ние имаме влада,
имаме премиер кој што кажува јасно и гласно, такво нешто не постои. Има сега резолуција во парламентот од ВМРО ДПМН во кој што се усвоено. Кој што се усвоена е, се осудуваат дезинформациите, субверзивните активности дека ќе се градат кампови, ќе се привлечат мигранти, од друга страна за недонесување политики кои што значат исто така градење на мигранти, прифаќање на нелегални мигранти и тоа да биде во насока 9 точки резолуцијата во кој што се кажува дека со тоа ќе зајакне безбедносниот елемент, сигурносниот елемент, меѓуетничките односи, сите заедно се спротивставиме на мигрантите. Меѓутоа има и факти. 2017 година имаше протест во Ѓорче Петров. Од кого имаше протест? Од граѓаните на Ѓорче Петров. Против одлука, како не? Нема во Бардовци требаше да биде центарот за странци. Добро, центарот за странци. Секој случај, едноставно, секогаш треба, јас им верувам на македонски институции, зашто тоа е јавно кажано пред медиумите, има во собранието дебата, имаше денеска дебата во собранието, изгласана е на некој начин. Добро, без присуство на опозицијата. Ама опозицијата не присуствувало, тоа е бандбашка работа. Не, да дозволете се да се докажам. Да, поентирајте и да оставиме во уште минута две за крај. Не прашавте што. Значи верувам на македонските институции, верувам на премиерот, верувам на владата, на собранието, и едноставно тоа се елементите кои што ми дават за право да тврдам дека ние како држава имаме држава во која што и веруваме и држава на која што мислиме дека сите македонски граѓани имаат задоволство што живеат во таква држава. Иначе нема друго што да мислиме некој друг што ќе каже, ајде ќе ги објават тие документи, Таймс пишувал. Кој новинар? Како се вика? Зошто го пишувал тоа? Како го напишал? Кои си изворите? Се проверува. Вие сте медиум. Вие знаете како се прави сериозно прашање и јас им верувам на македонските институции, што донеле македонските институции. Собрание на Република Македонија. Ова е 12 септември 2025 измена на законот на странци. Измена на закон за странци. Знаете што предвидуваат овие измени? Дека странски работници, ако станува збор за стратешки партнери, а знаете со кого потпишавме последно договор за стратешко партнерство и го ратификувавме во собрание, не бараме документ за неосудуваност, казна затвор 6 месеци во државата чии државјанин е. Не бараме дали се води кривична постапка во државата чии државјанин е. Значи, само се бара дали е неосудуван годината кога го поднесуваат барањето во државата во која предстојува. Не, за разлика од нашите кои треба да се вработат, кај што се бара и неосудуваност и се, и за нив не важат никакви квоти. Значи, сега нас може да ни дојдат и 100.000 странски работници, само со потврда од Министерството за економија дека станува збор за стратешки партнер. Тоа се тие 5 милиарди фунти стратешко партнерство. Еве, измена на законот за странци 12 септември 2025. Штета што немаме повеќе време за оваа тема. Да, имаме уште пола минута, со овие измени да Македонија де факто станува мека за странци, за мигранти. И точно ќе ви кажам, а мигранти странски работници е друго. Не, извинете. И странски студенти е друго од мигранти. Не, исто е. Да, мигранти по дефиниција се луѓе кои се преселуваат од едно на друго место. Причините за преселба дали се економски, безбедности, политички или се нелегални. Мигранти се мигранти. Дали доаѓаат тука азил, дали после ќе побараат врз основа на привремен престој азил. Европа проблемите со мигрантите ги доживеа надевајќи се на ефтина работна сила. Ние, додека не зголемуваме минималната плата и ги бркаме нашите додат пространство, овдека ќе доаѓаат странски работници за овие плати најниски во регионот, што мислите со цел да заработат економски и ќе ги издржуваат фамилиите надвор. Со измена на законот за странци во собрание се отвара врата да дојдат и 100.000 и 200.000 странски работници од Велика Британија, од трети земји, државјани. Добро. Ева се. Како стратешки партнери на 10 секунди морам да јавувам. Законот за странски работници и законот за странски студенти, односно условите под кои што странски студенти ќе доаѓаат во Македонија, Европа како паднала, ние нема да паднеме на тој испит. Тоа сакам да ви кажам. Ние сме поорганизирани. Здравје, следна емисија повторно еве околу оваа тема. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од Само вистина. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со Канал 5. Поздрав.